Секој ден во различни региони на секаде низ светот, илјадници хуманитарни работници им носат помош и надеж на милиони лица. Тие си ги ризикуваат сопствените животи за да им помогнат на оние кои најмногу имаат потреба од пријателски подадена рака, храна, вода или пак лекарска помош. Моментално живееме во светска пандемија, каде што меѓусебната хуманост е од особена важност. Уште од ден 1, од почетокот на епидемијата, екипата на Црвениот крст при општинската организација Велес е на терен само со една цел – да помогне онаму каде што е најпотребно на најзагрозените и ранливите категории на граѓани. Секојдневно примаат и дистрибуираат донации, ги снабдуваат со лекови, храна старите и немоќни лица, дури и во време на полициски час. Од особена важност е иновацијата итен лекар, кој врши интервенции на оние кои што сакаат да го проверат шеќерот, срцето или притисокот. Нивните последни активности се распределба на хуманитарни пакети со храна и средства за дезинфекција на социјално ранливите категории која што е донација од УСАИД. На хуманоста во време на корона криза, во градот Велес во неколку претходни наврати се приклучи гостилни за Боем, чиј сопственик е Трајче Мешков. Тој веќе неколку години ја организира иницијативата за нула гладни во Велес, каде што во соработка со други граѓани доделуваат бесплатни оброци за велешани на кои што многу им требаат. Целта на оваа кампања е тие што имаат повеќе да дадат на оние кои што имаат помалку. На овој успешен синџир на хуманоста се приклучи и повеќе индивидуалци велешани. Димитар Танев е еден од нив. Само пред неколку денови одекна видео на социјалните мрежи, каде што ова момче донираше патеки, блуза и уште неколку основни работи, кои што му помогнаа на Леонардо. Ај пробај. Со цел оваа акција да се прочуе до пошироката јавност за тоа како останатите граѓани може да му помогнат на ова прекрасно момче, реализиравме видеоразговор со Димитар Танев. Тој ги пренесува информациите што, како и каде може да донираат граѓаните на Велес за ова момче. Леонардо искрено можат сите поготово после видеото, мене ми е премногу драго и премногу мило што така одекна видеото на социјалните мрежи и буквално има толку добра и позитивна енергија и мислам дека сега сите во градот го препознаваат Леонардо, сите го викаат, сите му купуваат палончиња затоа што и стварно заслужува предобро, преучтиво, премило детенце. Леонардо може да го најдат низ град. Јас верувам дека му се потребни, може секој дури со најмала работа му помогне, алишта, патеки, да му даде некој добар совет, да го насочи и да му најде училиште и ред други работи. Може да се најде на семафорите, јас на семафорите или било каде низ град. Искрено јас кога го сретнав, го запрашав која е негова адреса на живење, меѓутоа сакам уште еднаш да проверам за да бидам сигурен пред да излеземе со официјална информација. Во останатиот дел од видеоразговорот ставивме акцент на тоа што го мотивирало Димитар да го реализира овој прекрасен гест. Дали може да ни откриеш која беше твојата инспирација правејќи го овој гест? Пред се морам да кажам дека најголема инспирација за видеото и за гестов беше Леонардо лично и персонално. И морам исто така да додадам дека дополнителна информација, дополнителна мотивација ми дава големата негативност, Габи, и што се шири на социјалните мрежи, поготово и цела 2020 година цело, затоа што начело со COVID-19, избори, 5G и ред други работи, голема негативност, едноставно кога да се уклучи било кој на социјални мрежи, мислам дека 5 од 6% се негативни. Го сретнав Леонардо неколку пати, добив инспирација да му помогнам затоа што е многу добро детенце, го видов дека е босо и мислам дека главната инспирација беше со еден камен буквално да утепаме две птици, да направиме едно видео кое што ќе шири за разлика од негативноста позитивност кај луѓето, да разбуди, најголемата порака е да
барем да разбуди уште еден човек кој што ќе биде хуман и ќе го направи истото дело јас што го направи. Секако на крајот ја представивме и целта на овој видео разговор, а таа е синџирот на хуманоста во Велес да не се растури, да остане цврст и со една јасна цел, дека заедно ќе успееме. Прво сакам една голема нејаснотија да разјаснам со моето скромно мислење, а многу луѓе мислам дека ја сваќаат хуманоста како надпревар. Пред се мора да расчистиме дека хуманоста не е надпревар, дека секој човек нема подеднакво да даде, меѓутоа и со најмал гест, например, како на некој да му ги земеш кеси од супермаркет на некој постар човек и да му ги однесеш до дома, можеш да бидеш хуман. Така да мојот апел е сите да пробаме со гестови, со позитивна енергија, да бидеме хумани и само така ќе разбиеме оваа негативна енергија што се случува во нашава мала државичка и ќе биде поубаво место за живење. Брзајќи во темпото на нашиот динамичен живот, коронавирусот направи неколку пресврти кои што предизвикаа неочекувани промени во нашиот живот и што на ризик го ставија нашето најдрагоцено здравието. Но со гордост можеме да споделиме дека во ниту еден момент не престана да постои надежта за подобро утре. Таа е овде во време на коронавирус и не смее да исчезне. Да бидеме хумани, да подадеме рака, бидејќи само на овој начин ќе го победиме нашиот непријател коронавирус. Целото видео со Димитар Танев може да го проследите после вестите.